Растурени картели, уапсени криминалци, приведени функционери, убици вратени во затвор, каде им е местото. Матни сделки, рекети и изнуди како од јужноамериканските филмови биле секојдневно сценарио во Македонија. Владата најави дека нема да има трошка милост кон организираните групи и разбойниците и почна да води силна борба против криминалот и корупцијата. Нови келии ќе треба да се градат доколку сите кои се огрешиле пред законот бидат осудени од правосудниот систем и транспортирани за дрешетки. Десетици предистраги и истраги доправа ќе треба да се срочат во обвинение и за трагедијата во Кочани. Од ВМРО ДПМН велат дека институциите работат професионално и за прв пат пред лицето на правдата се изведуваат сегашни и поранешни функционери. За прв пат институциите приведуваат, испитуваат, отвораат истраги без оглед на политичка или етничка припадност. Проневерите на минатата власт се бројат во милијарди. Сега поранешниот вице-премиер, чист како солза, се крие по странски имоти, многу веројатно купувани од парите на народот кога го лажел со години. Ако се преневери еден денар од овој проект, од граѓаните, или ако се корумпира било кој од нас политичарите, да скапеме доживотно во затвор. Екс-директорот на државните игри на среќа Перперин Бајрами пак досега со најдебело досие кај обвинителите. Се сомничи за оштетување на државниот буџет од најмалку 6 цифри во евра. Поранешниот директор Васко Ковачевски е осомничен за злоупотреби во РЕК Битола, ТЕЦ Неготино и ТЕЦ Осломе вредни над 6,5 милиони евра. Наместо да се избори со криминалот, се сомничи дека станал негов предводник во државните електрани. Заедно со себе повлече и засега 22 други во случајот Адитив. Неговиот шеф со исто презиме засега е само осомничен од МВР за случајот Лотарија, но не и од обвинителството, идентично како и генералниот секретар од тој владин состав. Газдата на Пуцко Петрол заедно со уште 13 луѓе, меѓу кои екс-директорот на СМ Ковачевски и бизнисменот Радко Капушевски се сомничат дека испумпале нешто над 160 милиони евра државни пари, а при тоа набавувале штетно гориво со кое го загадувале воздухот. Само Јаховски е во куќен притвор. На тројца судот им одреди ефективен притвор, а на останатите се думина им ги одзема пасошите. Кривични пријави беа поднесени и против поранешните директори на Фондот за иновации Коста Петров и Фестим Халили за злоупотреба на службената положба. За истото се товари и екс-министерката за култура Костадиновска Стојчевска. Во случајот со струмичкиот бизнисмен Крмзов, сомневањата се дека биле испумпани милиони од државната каса преку фирми на косовски државјани со измислени имиња, преку фиктивен поврат на ДДВ. 9 обвинени и одземање на пасошот за контроверзниот струшки градоначалник Рамис Мерко. Со лисици на рацете завршија и организирани групи за дрога и за проституција од Охрид и Тетовско, терористичка келија основана од 21 годишен гостиварец, а разбиени беа и неголемите кланови во Скопското подземје. Полицијата ја растури најзвучната бела ноца Барон, со што се расчистија 8 убиства кои биле сторени изминативе години. Се дозна и кој бил кртот од МВР кој 10 минути пред акцијата им дојавил на криминалците да бегаат, ама се спаси само еден. Врховен судија и член на Советот на јавното обвинителство признаа дека се корумпирани и земале мито, оти влијаеле во предмет за екс-градоначалникот Стојчев алијас Боро Малборо. Судијата заврши со казна од само 3 години, обвинителот пак се спогоди за условна. Еден кој требаше да дели правда местел судски одлуки, Енвер Беџети заедно со Груби заврши на црната листа на САД. Уапсен беше и екс-директорот на истражниот затвор Скопје Филип Пандов, познат под прекарот Сокол и неговата десна рака заповедник во затворот Сашо Крстевски. Се товарат за злоупотреба на службената должност и возможување бегство и незаконско ослободување на затвореници. Во последната акција на МВР беше уапсен и поранешниот директор на државни патишта Ејо Простеми за тендер тежок околу 800.000 евра.